Наречи си еден месец од одржувањето на Европскиот самит во јуни, кога треба да стане јасно во која насока ќе се движат македонските интеграции, се засилува дипломатската офанзива на земјава. По ненајавената посета на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи на Скопје, денеска во посета на Македонија е помошник државниот секретар на САД за европски и евроазиски прашања Карен Донфрид, но и нејзиниот заменик и специјален представник на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар. Со поддршка за интеграциите, Донфрид од Скопје порача што побрзо да се одржи меѓувладината конференција, бидејќи како што вели, премногу се одолговлекува нејзиното одржување. САД изразува пофалби за Северна Македонија за континуираните напори во постигнувањето на евроатлантската иднина. Ние силно ги поддржуваме вашите аспирации и сакаме да ја видиме и сакаме што побрзо да се одржи меѓувладината конференција со Северна Македонија и Албанија. Што е можно поскоро, како што кажав. Веќе предолго се одолговлекува одржувањето на оваа конференција. Вие исполнивте тешки задачи, ги исполнивте потребните реформи и заслужувате брзо да напредувате. Ова сме го кажале веќе и ќе го повторам. Иднината на Северна Македонија е во Европската Унија. Министрот за надворешни работи Бујар Османи по средбата со Донфрид и американската делегација повторно го спомена неговиот став за пристапувањето кон Европската Унија, па вели дека сега е вистинско време Унијата да го исполни својот дел од задачата и да го деблокира пристапниот процес преку усвојување на преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладена конференција за време на француското претседателство. Османи дециден дека немало време за губење. Процесите на проширување на Европската Унија представува и безбедносна политика и од тука членството на регионот во Унијата е од суштинска важност за регионалната и европската безбедност и стабилност. Никој од нас нема време за губење. Отсуството на напредок на евроинтегративниот процес ќе има сериозни последици за нашата држава, земјите од Западен Балкан, но и отвара простор за штетни влијанија од трети земји, поради што забрзување на евроинтегративните процеси е значен геополитички интерес и за нашите партнери. Сепак, посредбата ниту Османи, ниту Донфрид не сакаа да одговорат на новинарски прашања, правдајќи се на набиена агенда на средби со македонските функционери. Инаку Донфрид од Скопје го најави и стратешкиот диалог на двете влади, што треба да се одржи во Вашингтон.